Домот за стари лица Зафир Сајто набави нова медицинска и техничка опрема, а распишан е и оглас за набавка на мебел, информира директорот Дејан Стојановски. Според него станува збор за целосно опремување на 17 соби од институцијата, кои што беа реконструирани минатата година. Затоа што како институција домаќински работевме цела година, успеавме да, така да кажам, да заштедиме поголем дел на средства кои што ќе ги инвестираме, затоа што ние не сме профитабилна институција и тие средства како такви ќе ги инвестираме. Веќе поминаа неколку јавни огласи, значи набавивме медицинска опрема која што треба да не биде донесена во домот, набавивме медицински кревети кои што исто така треба да бидат дистрибуирани во домот. Во тек е оглас за набавка на мебел, значи ќе опремиме цел еден реон од домот или 17 соби. Тоа е еден реон кој што го реконструиравме минатата година, меѓутоа заради недостиг на финансиски средства не успеавме да го опремиме со нов мебел. Сега целосно ќе го опремиме со нов мебел. И набавивме техничка опрема, тоа се климатизери за во летниот период, нели кога се оние големи жештини и негде околу 35 телевизори за во собите, практично за да можеме секоја соба да ја опремиме со телевизори и со кабелска телевизија. До крајот на годинава ќе биде реновирани делот така наречен геријатрија, каде што се сместени лица на различна возраст со комбинирани здравствени дијагнози. Реновирањето ќе се реализира соба по соба, соопшти Стојановски, со оглед на тоа што моментално е исполнет максималниот капацитет за сместување во домот. Геријатријата, која што тоа е всушност импровизирана геријатрија како таква, и таа беше спомената во неколку наврати во медиумите. Ние како институција, значи, сме свесни првин од потребите на граѓаните кои што ги имаат. Би рекол дека најголем дел од корисниците кои што се сместени во тој дел, тоа се корисници на кои што можеби не име место во дом за стари лица, затоа што тоа се комбинирани на дијагнози, тоа не се само стари лица, тука имаме и лица кои што се релативно млади, а се сместени во тој дел, затоа што во државата не постојат соодветни институции каде би се згрижиле таквите лица. И можеби во јавноста излезе една таква слика дека тој дел од домот е запуштен, дека условите се лоши, а всушност би рекол дека дури еве и тоа и во неколку наврати го споменавме, колку пати да го реновираме тој дел, тој повторно ќе личи на геријатрија, затоа што едноставно корисниците, таква е категоријата каде што многу често се валка, едноставно не можеш да имаш безпрекорно чист или среден дел како што се другите делови од домот. Меѓутоа, во однос на вашето прашање, она што ќе биде завршено до крај на оваа година, каде што влегува и геријатрија, дел од геријатрија, значи ние вкупно ќе имаме, и тука распишавме еден оглас, и тој е реализиран успешно, фирмата треба да почне да работи, значи вкупно негде околу 3500 квадрати ќе бидат обработени, во смисла обработка на ѕидови со лепак мрежа, бојадисување, емулерисување, каде што и дел од геријатрија ќе биде опфатен и ќе биде освежен како таков. Домот за стари лица Зафир Сајто е институција која што има најголем капацитет во државата за сместување. Исполнет е максимално со 171 корисник.